Добар ден, почитувани гледачи. Заедно сме со уште едно издание на отвореното студио на телеканал А1. Денешната тема на разговор е природната убавина на југоистокот, односно интересни природни појави во југоисточниот дел на Македонија. Повеќе на оваа тема разговараме со нашиот денешен соговорник Глигорие Джилвиџиев, географ од Валандово. Глигорие, добар ден и добре дојдовте во отвореното студио на телеканал А1. Добар ден и добро ве најдов. Вие сте дипломиран географ кој известно време се занимава со истражување и проучување на природните појави во југоисточниот дел на Македонија. Што е она што е карактеристично за природните појави во овој регион и нивното настанување? На територијата на Македонија, иако мали сме по површина од само 25.713 км², сепак релјефните форми и нивната бројност е огромна. Како на цела територија, така и кај нас е голем бројот на таквите релјефни форми. Се среќаваат голем број на флувиални релјефни форми, делумно и денудациони релјефни форми, како и делумно и карстни релјефни форми. Карактеристично е тоа што се среќаваат до многу поголем број флувиалните релјефни форми, како водопади, слапови, џиновски лонци и така натаму. Денудационите релјефни форми се среќаваат скоро повеќето, значи остенците, чашките, коритата и така натаму. Какви се интересни природни појави може да се видат во југоисточниот регион, еве особено во Валандово? Во Валандово од карстните релјефни форми, ако еве поточно зборуваме, може да се забележи пештерата Сукојесу, за која ќе зборуваме. Исто така се среќаваат и бигорестата карпа, тоа е над Валандово, тоа е изворедно карпесто издание на таложење на самиот бигорест материјал. Исто така од флувиалните релјефни форми се среќаваат огромниот број на водопади во теченијето на Прстенска река, во теченијето на Башибовска река, слаповите и џиновските лонци таму. Исто така интересни форми се и пилоулавите, кои што ни се остатоци од некогашниот активен вулканизам кој што бил на овие терени. Тоа ни се среќава долж теченијето на Стара река и Петрушка река. Исто така имаме и епигенетски долини, кратки сатески долини и така натаму. Неодамна вршевте истражувања во пештерата Сукојесу, заедно со планинарите од планинарското друштво Југ Валандово. Каде поточно се наоѓа оваа пештера, какви природни богатства таа крие во себе и што всушност кажува и самиот назив на пештерата? Така, во февруари месец, заедно со тим од планинарското друштво Југ од Валандово, направивме едни прелиминарни истражувања на пештерската структура, која се наоѓа над селото Севендекли, веднаш под врвот Боскија, тоа спаѓа некаде во општина Дојра. Пештерата е мала по површина, има само 57 метри должина, некаде странично е околу 2,5 до 3 метри, а од пештерскиот под до пештерската таваница е некаде во висина од 5 метри. Иако е мала по површина оваа пештера, сепак е интересна поради тоа што е досега единствената евидентирана таков спелеолошки објект во овој дел на Република Македонија. Името точно дека е интересно представува во превод на наши дупка со вода. Су е вода, а Којесу е дупка, доаѓа по местното население кој што живее таму, поради тоа што е турско население, па од таму ни доаѓа и самото име. Така, меѓутоа, многу често се случува еве вакви природни убавини да бидат уништувани, како што и еве имавте претходно изјавено и вие самиот, дека од натрапници кои барајќи злато ги уништуваат природните убавини токму на оваа пештера. Колку често се случува тоа, еве да речеме, да се уништуваат на таков начин природните убавини? Така, пештерите, пропастите се обично богати со пештерски накит, пештерски украси, тоа се сталактитите, сталагмитите, сталагњатите, хилектитите и така натаму. Оваа пештера не е богата со пештерски украси, поради тоа што е млада пештера. Но сепак натрапниците или луѓето кои што бараат богатство сметаат дека пештерите се место каде што некогаш било оставано златото.
најверојатно таа приказна се шири поради филмовите или така натаму, но сепак се уништува нешто што за да се изгради тоа е потребно стотици и илјадници години. Исто така се гледа кога ги правевме истражувањата дека има дел од пештерата е кршено, се гледа дека има влегувано внатре и поради тоа се гледа дека има веќе влегувано во неа и со самото тоа што местното население ни кажуваше дека луѓе барале злато во неа е доста уништена. Така. Во тек се истражувањата на Прстенска река и незината притока Воденичарска река, каде што се среќаваат голем број на водопади. Кажете ни нешто повеќе околу настанувањето на тие водопади. Така, планината Беласица обично е карактеристична по тоа што незините водопади се од тектонски карактер. Настанете се со нееднаквото раседнување на планината Беласица и со спуштањето на котлините. Така да веќе познатите водопади како што се Смоларскиот, Колешинскиот и Габровскиот се настанати со вертикалното всекување и издигнување на планината Беласица и спуштање на струмичката котлина. Со тоа доаѓа до нееднакво всекување на самите реки на кои се настанете водопадите. Истите водопади се настанете и на западниот дел на планината Беласица. Значи доаѓа до издигнување на планината Беласица и спуштање на Валандовската котлина. Но кај водопадите кои што се наоѓаат кај селото Прстен, е интересно тоа што тие не се настанати по тектонски пат, туку се настанати по ерозивен пат. Што тоа значи? Тоа значи дека се настанати како резултат на нееднаквото вертикално всекување на Прстенска река во самите карпи. Имаме карпи како што се песочниците и филитите. Филитите се малку подцврсти за разлика од песочниците, пак каде што доаѓа до испресекување, на тоа место настанува водопад. Сега за сега има 3 евидентирано водопади веднаш до селото Прстен на Прстенска река. Тие се измерени, се уште е потребно да се извршат поголеми хидролошки мерења на самата притока, додека на Воденичарска река се среќаваат па досега околу сигурно 20 на водопади кои допрво треба да бидат истражени и кои што ќе бидат истражувани во текот на наредниот период. Предпоставувам дека станува збор за мали водопади? Не, па тоа мали, немаме некоја да ги класифицираме водопадите според мали, средни и високи. Тука станува збор за водопади со висина над 10 метри. За територијата на Република Македонија тие би биле некаде средни водопади, пошто знаеме дека невисокиот водопад, Пројфелскиот водопад е некаде 120 метри височина, но сепак тој не ни е постојан водопад, додека еден од поубавите Смоларскиот водопад некаде ни е со висина 39,5 метри. По овие водопади на Прстенска река ги сметаме за некаде со средна висина. А во однос на локацијата на овие водопади, еве доколку сакаат луѓето да ги посетат и да уживаат токму таму, дали се лесно достапни, дали може да се видат, дали лесно се доаѓа до нив? Да. Водопадите да беа малку подостапни, досега ќе беа и познати за голем број на луѓе, но сепак нивната местоположба, конфигурацијата на самиот терен не дозволува да бидат лесно видени. Потребно е да се изградат патеки, видиковци и такви работи, мостови за многу полесно доаѓање до нив. Сепак се уште се во фаза на истражување, поради тоа што потребна е нивна постојаност на водниот тек за да бидат атрактивни во текот на целата година и да се направи една туристичка валоризација за нивна посета. Сега за сега се уште се посетувани само од местното население и од љубеници во природата како планинарите и така натаму. Локалитетот Бел Рај во Миравци е доста познат и представува вистинска атракција, особено во летниот период, токму поради неговите природни убавини. Но оно што малкумина го знаате дека овој локалитет уште се нарекува и Пилоу лава. Што е она што е особено значајно за овој локалитет и дали има геотуристички потенцијал? Да, ова е еден од локалитетите кој што има најголем геотуристички потенцијал и потребно е негова брза интервенција се со цел да биде локалитетот заштитен и да се стави во
подприродно наследство, да биде заштитено. Точно е дека има две имења, така се нарекува од местното население Бел рај, инако е попознат како пилоолави во научната литература поради пилоолавите кои што се наоѓаат таму. Сега луѓето би се прашувале што се тоа пилоолави. Тоа е тие се тип на карпи настанати во времето на активниот вулканизам, кога се излевала лавата и се лачела во водена средина. Поради нееднаквата температура на водата и на лавата, доаѓало до куклесто лачење и веднаш стврцување на самата лава, а со тоа и формирање на лава во вид на перници. И од таму доаѓа името пилоолава. Инаку пилоолавата е карактеристична и е застапена во диапазон од некаде од самиот локалитет Бел рај па се до Демиркапија некаде се среќава, но на ова место е најмногу доаѓа до израз. Инаку локалитетот е кратка кањонеста долина, поточно кажена Сатеска, во која што се среќаваат два огромни џиновски ломца, два водопади и 3 слапа. А од самиот сраничен дел на самата кањонеста долина може да се видат и овие пилоолави. Така, значи, на многумина ми е познато ова место. Токму она што е интересно се високите карпи, бистрата вода, а и самата местоположба на местото е доста привлечна и интересна. Да. Значи, токму и тие карпи се всушност дел од тоа, како што рековте, пилоолава. Дали може некако да се искористи, еве, во однос, нели, како што спомнав, геотуристички потенцијал, како може ова место да привлече поголем број на посетители и туристи? Да. Не само во летниот период. Како што кажеме претходно, значи треба државата пред се да го заштити и да го прогласи за природно наследство, како што се и бројни релефни други форми во Македонија прогласени за природно наследство. Така и овој локалитет. Добро е што низ овој локалитет веќе минува патот од селото Мировци до селото Габрово и Петрово, така да има локален пат. Сега и изградбата на автопатската делница минува до самиот локалитет, па ова место треба да биде се повеќе и повеќе посетувано. Но сепак потребно е изградба на информативни табли за сите посетители да можат повеќе и подетелно да се запознаат со самиот локалитет. Исто така, значајно е што овој локалитет во последните неколку години е доста уништен од изградбата на угостителскиот објект. Користени се премногу материјали од неприродно потекло, како цемент, железо и така натаму, што го уништуваат природниот амбиент на самото место. Инаку, локалитет кој што е стар повеќе милиони години, вреди да биде зачуван на ниво како што го создала природата и сепак да биде место за поголем број на посетители. Да позборуваме малку подетално за оние природни појави во Валандовскиот регион кои се уште не се доволно истражени и кои не им се познати на луѓето, но сепак вреди да се видат. Така, допред скоро валандовчани малку знаеја дека во нивната близина има толков огромен број на водопади. Скоро и луѓето да не знаат дека има исто така и пештери. Ова е една од пештерите која што беше откриена. Во тек се и откривање на уште неколку пештерски отвори, кои што сепак треба малку поголема експедиција за да може да се влезе внатре. Веќе е разговарано со некои спелеолошки друштва од Македонија да дојдат и да се направи таква експедиција да може да се влезе. Интересни се појавите кај нас од денодацијски релеф. Тоа се релефни форми на соголување на карпите како резултат на надворешните влијанија. Ветрот, дождот, снегот, мразовите и така натаму. Такви форми имаме бројни на планината Беласица. Локалното население веќе им има и име дадено на таквите појави. Некои се викаат орел, мокра карпа, капетанот и така натаму. Исто така и овие се доста интересни релефни форми кои што треба да бидат подетелно проучувани и внесени во научната литература. Дали според вас природните појави и објекти во овој дел се недоволно проучени и истражени?
Точно, како што и претходно напоменав, се уште сме во фаза на истражување. Потребно е поголем број на истражување, потребно е поголем тим на луѓе кои што би се вклучиле како климатолози, хидрографи, географи, геоморфолози, геолози, се со цел поголемо изучување на таквите појави. Знаеме дека општина Валандово и територијата е сеизмички активно подрачје. Тоа значи дека се уште ние од релефен тип, се уште се изградуваме. Таквите релефни форми биле градени во минатото и ќе продолжат да се градат во иднина. Затоа е потребно поголем тим на луѓе кои што би ги истражувале таквите појави и се со цел да бидат заштитени, а и видени. Дали со тоа сметате дека ќе се привлечат повеќе посетители во општина Валандово? Дали со тоа би се развил геотуристички потенцијал во општина Валандово? Да, па Валандово е познато по калинките, јапонските јаболка, смуквите, по фестивалот, исто така е познат. Зошто да не биде познат и по неговите природни убавини кои што ги поседува? Потребно е изградба на патеки, видиковци и летниковци, информативни табли, се со цел поголема туристичка посетеност. А зошто да не? Кога знаеме дека Смоларскиот и Колишинскиот водопад ги посетуваат огромен број на посетители, зошто да не бидат посетени и овие природни појави? Исто така, ние сме на крстопат помеѓу Доиран, Струмица, поминуваат од кај нас огромен број на туристи, па една од дестинациите кои би ги посетили, кои што ние како општина би ги понудиле, се токму тие појави. Во истражувањата кои беа спроведени на западните падински страни на планината Беласица беа истражени 13 водопади. Што покажаа истражувањата за овие водопади? Така, во периодот 2014-2015 година беа направени подетални истражувања од прво со скенирање на самиот терен од планинарите од планинарското друштво Јук од Валандово, така и јас со еден мој колега од Скопје, Дарко Стојчевски, направивме истражување токму на овој дел од планината Беласица. При ваквото истражување беа евидентирани 13 водопади, кои што беа публикувани во научен труд, кој беше објавен и презентиран на 5-тиот конгрес на географијата на Република Македонија. Водопадите во овој дел се изградени на трите водотека. Тоа се водотекот Аркдере, Калдермадере и Чамдашдере, која формираат Башеговска река. Има 13 водопади, од кои 6 се на Аркдере, 4 се на Чамдашдере и 3 се на Калдермадере. Најинтересен водопад на водотекот Аркдере ни е водопадот Казан, со висина од 13,5 метри. Интересен е по тоа што и самото име ни кажува водопадот Казан или котел, како што некои го нарекуваат, поради импозантниот джиновски лонец изграден во подинскиот дел на водопадот. Значи тоа е огромна карпа која што со силата на водата е исклесана во вид на котел и која што се длабочина од 2,5 до 3 метри. Овој водопад, на жал, нема вода во текот на целата година, има периодично само во зимскиот и во пролетниот период, додека во текот на летниот месец, веднаш над водопадот, локалното население водата ја стопира и прави некој вид на акумулација, се со цел наводнување на земјоделските површини. Друг интересен водопад во овој дел е водопадот Разигран водопад, кој е и највисок водопад во овој дел со висина од 28 метри. Се наоѓа на водотекот Чамдашдере. Името е дадено од планинарите кои што се чести посетители на овој водопад и е дадено името поради слапестото паѓање на водата во 5 скалила кои што прават висина од 28 метри. Овој водопад е атрактивен преку целата година, но поради се уште не добро изградените патеки не е мета на голем број на посетители. А најпознат и најпосетуван водопад во целиот овој регион е водопадот кој што се наоѓа на водотекот Калдермадере, тој е Геволскиот водопад со висина од 17 метри. На овој водотек имаме 3 водопади. Еден
над друг се наоѓаат. Ова е средишен водопад и е некако најблиску до селото, па и најпосетуван и цело време е мета на туристи. Според вас, колку непознавањето на природата од страна на човекот влијае врз уништувањето на природните богатства? Еве, како што спомнавме, како што беше случајот со пештерата Сукујуксо, еве често се случува поради потрага по злато или вредни предмети да бидат уништувани многу природни објекти и при тоа да се оневозможи тие да бидат соодветно проучувани. Како според вас треба да се заштитат природните објекти и појави? Така, за еден објект од природата прво да може да се заштити, треба добро да биде истражен. На каква површина се наоѓа, од што е изграден и така натаму. Кога зборувавме за пилоулавите во Миравци, самиот локалитет е многу добро и познат и посетуван, но баш поради недоброто научно истражување кое е досега направено, имаме антропогени влијанија на него и изградба на угостителски објекти. Исто така и пештерата Сукујус е посетена од баш такви луѓе и е уништена. Не постои стрикна законска норматива во која што би кажеле на луѓето да не го уништуваат. Останува на свеста за самиот објект да не биде уништен. Пештерите обично ги затвараат, им ставаат железни врати за да не можат таквите луѓе да влезат внатре и да уништуваат. За изградба на патеките потребно е да се користат пред се природни материјали за тоа да не се заштити. Дрво и камен. За се со цел достапноста да биде на што полесно ниво и на што поприроден начин, да бидеме што поблиску до природата. Пред се оставаме на нашата свест за тоа како и зашто не треба да ги уништуваме таквите природни појави. Кажете ни, кои се вашите идни планови? Еве, што следно ќе истражувате и проучувате? Следно се водопадите кои што се наоѓаат на Воденичарска река, поради нивната бројност и поради тоа што овие водопади се, можем да кажем, и најтешко достапни. Таквата конфигурација на теренот не дозволува нивно лесно мерење и проучување. А и сепак самите хидролошки карактеристики на овие водотоци бараат поголема потреба и поголемо време за нивно мерење. Така да во овој период со тоа се занимаваме и заедно со помош на Планинарското друштво Јук од Валандово. Исто така ќе се во тек и неколкуте експедиции кои што се планираат со спелеолошките друштва од Македонија за проучување на самиот карстен релеф кој што се наоѓа тука и на објектите кои што се наоѓаат во нашата околина. Глигоре, јас ви благодарам што бевте наш денешен гостин во отвореното студио на телеканал А1. Се надевам дека повторно во иднина ќе имаме можност да разговараме повеќе на оваа тема, повеќе околу нови истражени природни појави и се надевам дека и нашите гледачи уживаа во денешниот разговор. Ви благодарам за поканата. А вие, драги гледачи, се надевам дека уживавте во овие неколку минути и дека успеавме да ве натераме да ги видите овие убави места. Останете со програмата на телеканал А1. Довидување.